Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и новата реформска влада се зафати со решавање на проблемите на граѓаните на Штип и на цела Македонија. По само 60 на дена ќе биде донесен ребалансот на буџетот на Република Македонија, со што повеќе пари ќе се вратат назад кај граѓаните. Со ребалансот ќе се кратат непродуктивните трошоци и луксузи од претходната влада и повеќе пари се насочуваат кај граѓаните. Со одговорно домакинско работење, оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе скрати 33 милиони евра за патни трошоци и тековни расходи, 13 милиони евра за проектот Скопје 2014, 7 милиони евра во премиерскиот кабинет. Овие средства се ослободуваат за исполнување на дадените ветувања пред граѓаните. Како што вети, владата предводена од СДСМ, уште во првите 100 дена од мандатот го решава долгогодишниот проблем со стечајните работници. Со ребалансот тие ќе добијат по 7600 денари месечно се до нивното пензионирање. Ќе има покачување на минималната плата на 12.000 денари веќе од септември. Тоа ќе значи повисок месечен приход за 70.000 работници, особено во текстилната и кожарската индустрија, за обувки, бидејќи овде во Штип тие работници се најбројни. Ќе се обезбеди бесплатен одмор за 35.000 текстилни работници. Радиодифузната такса ќе биде укината за сите граѓани. Ќе има зголемување на средствата за водоводи и канализации, како и поддршка за мали и средни предпријатија и активни мерки за вработување во висина од 4,2 милиони евра. Ова се само дел од придобивките за граѓаните на Штип и цела Македонија. Продолжуваме понатаму честно, одговорно и транспарентно. Во наредниот буџет за 2018 година ќе продолжиме да ги остваруваме нашите мерки кои се исклучиво во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе продолжи на активно и посветено спроведување на програмата, за кое што гласаше мнозинството граѓани и што носи економски напредок, ефикасни институции, правда и квалитетен живот за сите граѓани. За Универзитетот Гоце Делчев во Штип сакам да го давам следниот коментар. Во првите 6 месеци од оваа година се реализирани 3,8 милиони денари во Универзитетот Гоце Делчев. Со овој ребаланс се оставени 8 милиони евра за оваа година средства за Универзитетот Гоце Делчев. Бидејќи ако за половина година се инвестирале или се потрошиле 3,8 милиони денари, сега ставката е 8 милиони денари до крајот на годината. И за уште неколку ставки, например за други градежни работи на Универзитетот Гоце Делчев, за првите 6 месеци се реализирани 0 денари од претходната влада. Оваа влада остави 5 милиони денари за втората половина од годината, за да може да се реализираат проектите. Инаку генерално за најголем дел од кратењата кои што се предвидени со овој ребаланс на буџетот се предвидени токму заради тоа што имаме доцнење на проектите, таму каде што има доцнење или неможност да се отпочнат тие проекти до крајот на годината, парите се кратат за да не останат неискористени до крајот на годината и се пренасочуваат за некои други активни мерки, како например за стечајците, за покачување на минималната плата. Се она што може да се реализира, и еве ги гледате бројките, е оставено до крајот на годината да се реализира во буџетот.